5 активни и 4 изгаснати пожари е пресекот на состојбата на терен според информациите на Центарот за управување со кризи, а покачувањето на температурите и сувата вегетација остануваат висок ризик и опасност од избувнување на нови пожари. Кај 4 од 5 активни пожари гори ниска, мешана или деградирана шума, а кај еден пожар гори сува вегетација. Пожарникарите и тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување продолжуваат да се борат со пламените јазици кај селото Николиќ во Дојран, користејќи и тешка механизација. Над селото Горња ниво Чучер Сандево гори нискостеблеста шума, додека кај велешките села Джидимирци и Крушје се гаси пожар кој влегол во мешана шума. Пожарникарите продолжуваат со гаснење на огнот во општина Македонски Брод, каде гори реон на 4 села, а последен активен пожар е кај Кумановското Отља, но таму гори ниска вегетација. Најголем проблем и понатаму ни создава пожарот на селото Николиќ на територијата на општина Дојран, кој што веќе се движи кон територијата на општина Валандово. Рано утрово беа исфрлени повеќе екипи на национални шуми, но се користи и тешка механизација, односно булдожери, со кои што се пробиват планинските патишта за да се направи огноотпорна пресека. Вториот пожар кој што се разви во текот на денешниот ден на поголема територија е пожарот кој што граничи помеѓу Велес и општина Зелениково, конкретно селата Крушје и селата Джидимирци. И овој пожар се одвива на тешко пристапен терен, исклучително тежок. Од утрово изгаснати се пожарите кај населбата Три Багреми во Прилеп, кај Струшко Франгово и на територијата на општините Виница и Демир Капија, каде гореше деградирана ниска вегетација. Од Дирекцијата за заштита и спасување соопштија дека вториот трактор е вратен од сервис и веднаш е активиран во гасење на пожарот кај селото Николиќ. Двете најголеми партии и денес продолжија со меѓусебни препукувања за тоа кој е виновен за пожарите и кој ги подметнува, додека пожарникарите продолжуваат да гасат на терен со опремата која им е на располагање. Стара и амортизирана, бидејќи тие што се препукуваат не одвоја средства додека ја водеа државата за да набават нова и да ги модернизираат.